За 4 месеци ќе биде готов новиот кружен тек кој денеска почна да се гради во Ѓорче Петров. Граѓаните од месец август ќе може да возат по новиот кружен тек лоциран помеѓу булеварите Партизански одреди, Македонска војска и улиците 4 јули и Лука Геров. Овој кружен тек беше многу неопходен за општина Ѓорче Петров, особено за овој дел, бидејќи огромен број на население гравитира на оваа раскрсница. Значи има проблеми при доаѓањето, значи на работа и при враќањето, големи гужви, многу нервирање, мали сообраќајни, да речам, незгоди. Сето тоа за 4 месеци ќе биде минато. Председателот на собранието, кој воедно е и жител на Ѓорче Петров, истакна дека овој кружен тек ќе биде една од најзначајните артерии на патниот крвоток во општината. Велјановски упати апел до граѓаните. Сите проекти што се прават за граѓаните на во одредената област, никако не треба да се свати за одредени избори, дали се парламентарни, локални или председателски. Кружниот тек што е направен на главната улица, заврши парламентарните избори и сите благодети ги користат од тие избори. Што се вика, дај Боже да има што повеќе проекти, за да можат граѓаните на дотичната општина или дотичната област да ги користат тие проекти. Градоначалникот на Ѓорче Петров потенцираше дека кружниот тек е дел од првата фаза, а во втората фаза ќе се проширува улицата Партизанска се до новиот кружен тек, со цел да се обезбедат подобри услови на жителите од оваа општина. Навистина, одека имаше голем застој, големи проблеми и денеска еве решаваме и едно предизборно ветување го исполнуваме. За 4 месеци граѓаните навистина ќе имаат безбеден кружен тек кој ќе биде синоним, препознатлив белег на општината Ѓорче Петров. За изградбата на новиот кружен тек, град Скопје ќе вложи околу 25 милиони денари.